Лебедовата песна на заробеничката на ветрот. Радио елегија за првата македонска поетеса Даница Ручигај. Дваесет и шести јули 1963 година, 5 часот и 17 минути, Скопје. и 1070 судбини прекинати во миг. 1070 срца престанаа да чукаат во само еден миг. 1070 желби, сништа и мечти, покриени со пепел, прашина и тули. Една млада девојка меѓу нив. Девојка заробеничка на ветрот и незините сребрени ноќни игри. Една девојка која постоела, сонувала и пишувала. Лебедова песна. Песна започната, недовршена. Сеќавања. Даница Ручигај. Скопје. Од искона војски те газеле, од искона цареви те палеле, но ти, како феникс се издигаше и се поубав стануваше. Името ти го менуваа, те мереа, сечеа, делеа. По ридови и долови те селеа. На разни карти, своји и туѓи те ставаа. Но ти не се даде. Вардар те заплискува, водно те гушка. Забот на времето не те јаде. Лисјето за тебе со вардарецот шушка. И уште една те снајде мака. Еднаш те зеде на природата рака. Земјата во грч се извиши. Татнеш голем те заглуши. Се здружија земјата и небото, тебе да те задушат. Животот да ти го одземат, дамарот да ти го угушат. Лето, јули, зора. Тресок, писок, крик. Пепел, прав, страв, молк. Мајка, татко, чедо. Паника, чудење, лице бледо, мрачно будење. Рака, нога, крв, камен, пепел, крв, солзи, солзи, солзи. Бол, чемер, јад, немоќ, молк, збор прост, збор шкрт, смрт. Земјата никогаш повеќе да не се отвори, никогаш да не се повтори.
Даница Ручигај, зачетник на македонските поетеси. Даница Ручигај, уникатна појава во македонската литература, жена која сврте лист во македонската поезија. Даница Ручигај, амазонка на македонската современа поезија. Даница Ручигај, едно од знамињата на македонската култура. Даница Ручигај, феномен на женската емоција. Даница Ручигај, фалена и подценувана. Даница Ручигај, звезда која одеднаш се појави и исчезна заедно со својата необичност, на која оваа средина воопшто не беше подготвена. Но незината светлина остана вечно да сјае на македонското поетско небо. Навев си подмолен со грстови желба, покренат од дното на распален пекол. Смртен покрив од непреболи. Те завртувам со сон од бели сенки, врз раните презреани, и те испуштам да исчезнеш, високо под звездите. Сонот мој се врзува со твоето заспивање и те поновува во светкавици. Едно видјавање во сон се чини живот во секојдневноста сонување. Даница Ручигај, првата македонска поетеса, е родена на 5 мај 1934 година во Скопје. Учи класична гимназија, каде што ги изучува старогрчкиот и латинскиот јазик, и од најрана младост се запознава со магијата на грчката митологија и култура, кои ќе станат незини духовни координати, преку кои ќе се развива незината повеќе слојна, изнијансирана и продлабочена личност. Покрај класичното, образованието го дополнува и со широк дијапазон на интереси, како кон насадените цивилизацијски придобивки во литературата, така и кон актуелното творештво на овие простори, во кој, автентично, во творички грчи и екстаза, се раѓаше младата македонска литература и уметност. По завршувањето на средното образование, студира на Филозофскиот факултет во Скопје, каде што дипломира југословенска книжевност, со што трајно и професионално се врзува за книжевноста и поезијата. Својот краток работен век го поминува во Министерството за култура на Македонија. Во 1960 година ја објавува својата прва стихозбирка Сребрени ноќни игри, со што стана првата македонска поетеса со објавена книга. Низ целата стихозбирка, која им ја посветува на мајка си и на својата сестра Златица, провеува една и единствена нишка, водич што ја насочува Даница кон најинтимните, најискрените капчиња на младата моминска тајна – љубовта. Не е ни малку чудно што и стихозбирката носи наслов Сребрени ноќни игри, затоа што Даница најчесто ноќе ги чувствувала поривот и крикот на поезијата во себе. И во превезот на ноќта ги запишувала своите стихови, подоцна подредени во збирка и објавени. Но од судбината не се бега, а и природата си го направи своето. Темни и непрозирни се предчувствата. Темни и непрозирни се предчувствата. Како неми сенки се валкаат меѓу нас, сосема безтелесно се движат со нас. И не чинат своја мисла и свое тело. Стануваме обновена болка, обновена мисла и темен настан во ноќта. Се затемнуваат нашите раце. Стануваме ново тело, нова мисла на ова пречувство,
што таинствено се провлекува низ сите нешта. Се урива небото во нашите раце. Во нив лежи црна птица, која не сеќава на лед, што може да остане само на дланките. Да се убие птицата на дланките, да се направи еден лед устрем кон ова предчувство овоплотено, неспокојно се подкрева нашето тело, заборавот за земнина тежа не прави несреќни. Се одделуваме од птицата, бегаме во светот каде што можат да се довикуваат духовите. Сонот остава темни дамки. Небото се отвора. Темни и непрозирни се предчувствата. Ноќе се претвораат во болка што ги чинат сенките. Се позначајни и се поголеми. Улиците се широки и понекогаш бескрајни. Како да ја разбиеме тишината во нашите очи? Девојката полна со живот и желба да го живее животот и секој негов миг беше судбински прекината со незината ненадејна трагична смрт во катастрофалниот земјотрес на 26 јули 1963 година. Во цутот на младоста, на само 29 годишна возраст, се прекинаа созреаната поетска мисла и вдахновение на оваа млада поетеса. Само неколку недели пред судбинскиот смртен час чекаше да види дали е прифатена незината втора стихозбирка Заробеници на ветрот. За жал не го дочека позитивниот одговор, па збирката беше објавена постхумно. И втората збирка Заробеници на ветрот е посветена на љубовта, но видена позрело, со очите на прекален стихописец и познавач на бескрајните тајни и длабочини на зборот. Даница веќе сигурно гази по стапките на бесмртноста. Одвојувањето на душата од телото и самата го предскажува во своите постхумно објавени стихови, во кои овоземното се спојува со небесното. Сите ние сме гости на овој свет, но великаните никогаш не умираат. Нека се помоли секој на својот Бог и нека се покори пред овој живот, со почит на љубовта, од звуците на умирањето, ми ги искорнуваат синооките за мечтаени денови. Заробеничката на ветрот, очевидецот на сребрените ноќни игри, веќе 50 години талка во меѓупросторот, во бестелесното и телесното, земското и божественото. Таа, Даница Ручигај, со својот сензибилитет, неконформизам, творечка енергија и животна храброст, не помирувајќи се со патрихалните предрасуди и стереотипи за жената на овие простори, ја подотвори вратата низ која достоинствено и со дигнитет тргнаа модерните, самосвесни и еманципирани жени на македонската поезија. Таа и најхрабрите по неа се изборија за рамноправно создавање на жената во несуптилната сфера во уметноста, поезијата, дарувајќи ни возвишени плодови на поетското создавање, збогатувајќи ја комуникацијата меѓу двата пола и облагодарувајќи го светот во нас и околу нас. Чуј ја играва што запре само во еден стив и продолжи да тече како река. Чуј ја играва на прсти, на коски, на овој очај што се вгнездил во грлото како грудка. Чуј ја играва сребрена на две грла, на две израмнети утроби. О, сладко заклопи ги желбиве надвиснати што се втурени од огнови, колку печат човеку. Играва на сребрена ноќ. Играва на сребрени тела. Играва на сребрени огнови. О, човеку, продолжи ја. Па пушти го моево грло.
Нека се чуе пискот, единствен, што ќе те разгрне да ми се отвориш. Па да влезам човеку еднаш помирена со портите, па да влезам како пријател на ноќва сребрена, на играва сребрена, на овие огнови што ме испекоа како клетник проколнат, како жена маѓесница. Огнов ме изгоре, родов ме проколна. Ти не ме слушаш. Скопската катастрофа во 1963 година однесе 1070 човечки животи. Меѓу нив беше и семејството Ручигај, таткото Антон, братот Кирил и Даница. Остана само сестрата Златица Поповиќ Ручигај, која и до ден денес не може да го отрне споменот за незините најсакани. Сакам да се сеќавам на расцутената пролет во нашиот двор и падините на Водно, на прекрасните овошки и лозници, на опојниот мирис на баграмовите дрвја, кои цутеа во мај кога беше роден денот на Даница. Сакам да се сеќавам на нашата младост, на нашето старо Скопје, кога одевме со сестра ми и брат ми на оние наши плажи, градска и руска плажа, каде се собираше младоста со сиот свој ентузијазам и во топлите и жешки скопски лета, во смеа и разиграност се разладуваше во водите на реката Вардар. Сакам да се сеќам на прекрасните зимски денови, кога помладите момчиња и девојки се спуштаа по снежните падини на Водно, со големи санки, така наречени бобови, целите изземнати и зацрвените од студот. Сакам да се сеќавам на магичните ноки, кога Даница, покрената од некој внатрешен порив и немир, во младешки занес ќе станеше и ќе почнеше да пишува. Даница живееше за уметноста и од уметноста. Во 1959 година Даница ја даде на печатење својата прва збирка песни насловена како Сребрени нокни игри, во која љубовта, основната детерминанта на незината лирика, ја издигне на пиедестал на апсолутна смисла и вредност на живеењето. На самиот почеток на книгата таа ќе рече: ако влегуваш во овој храм, во кој љубовта е вера, помоли се. Оваа книга ја носи посветата на едно лето од зајдени сонце и на сестра ми. Тоа лето од зајдени сонца е летото кога почина нашата мајка Луција. Својата втора и последна книга, Заробеници на ветрот, Даница ја даде на печатење непосредно пред својата трагична смрт. Книгата за жал излезе постумно, онака како Даница ја подготви. Оваа книга е на повисоко филозофско рамништо, љубовта е воспеана во својата ефемерност и постојана позобнова, а немирот и осамата како феномен кој неминовно го следи човекот. Она што најмногу ме растревожува, порано, сега и секогаш кога ја препрочитувам оваа книга, се стиховите во кои Даница ги пречувствува злокобната судбина и својот трагичен крај. Навев си подмолен со грстови желба, покренат од дното на распален пекол, смртен покрив од непреболи, те завртувам со сон од бели сенки врз раните презреани и те испуштам да исчезнеш високо по звездите. Отворете ги сите врати, нека влезе судбината. Судбината белите кафези на смртта, моето тело растргнато од рани, синокосите за мечтаени денови, дојдете овие да го оплакуваме животот, оти се што доаѓа, доаѓањето му е смртта. Она што најмногу ме радува и ме прави среќна е тоа што Даница со својата поезија го најде патот до срцата на новите и млади генерации, љубители на поезијата и убавиот поетски збор. За неја пишуваа многу, меѓу кои Матеа Матевски, Друговац, Бранко Варошлија и други.
Меѓутоа, посебна афирмација Даница доби од новата генерација поети, поетеси и книжевни дејци, а тоа се Александар Прокопиев, Гордана Бошнаковска, Кристина Николовска, Јасна Котевска, Светлана Христова Јоцич, Виолета Христовска, Свето Стаменов и Искра Чолович, за што посебно им се заблагодарувам. За Даница многу поети напишаа прекрасни песни, како што се Евгенија Шупринова со песните Даница Ручигај, Меѓу животот и смртта, Солзите на Данче, Гордана Бошнаковска со песната Река, Иван Чаповски со песната Последна песна на Даница Ручигај, Светлана Христова Јочич со песната Даница Ручигај ја прашува љубовта, Ристо Јачев со песната Ручигај во смртта на ангелот, Бистрица Меркуловска со песната Убавицата и зверот. Исто така Сонја Гиздавич со документарната ТВ емисија за Даница, поетот живее и по смртта, со која пошироката јавност беше запознаена со прекрасниот лик и поезијата на Даница Ручигај. Во својата песна Даница Ручигај помеѓу животот и смртта, Евгенија ќе рече: Еден ден пред раѓање врз моите години падна ранет градот, станав брег од камења. Жива, закопана сум песна. О, Боже, жива, закопана сум песна. Пред повеќе од половина век, уште една поетеса упорно и макотрпно го пробиваше својот пат во литературата. Заедно со Даница, Гордана Михелова Бошнаковска, Корнелија Шефилд, беше и Евгенија Шуплинова, чија Грешница излезе веднаш по Сребрени ноќни игри. Во тоа време поезијата беше машка работа, па затоа неретко беа напаѓани и ранувани. Затоа Евгенија, која одамна се пресели во рајските градини, често велеше: Со Данче заедно го минавме пеколот. Секоја среда читавме, голема публика имавме, моравме гласно да викаме, зашто и под пенџерината имаше публика. Кога насапувавме и радиото ги објавуваше нашите имена, така што станавме многу славни. Ама таа слава беше горчлива. Почнаа да не озборуваат, па дури се занимава и со анонимни писма против нас. А сето тоа заради тоа што сме го напишале, малку похрабро, на удар бевме јас и Даница Ручигај, бевме похрабри и другите не беа поштедени, но ние бевме похрабри и бевме славни. Потоа 60-та година излегоа нашите заеднички збирки на Даница Ручигај Сребрени ноќни игри и мојата Грешница. Со Сребрени ноќни игри на Даница Ручигај и со мојата Грешница ние се вклучиме во создавањето на литературата на Македонија заедно со тој машки свет кој беше дотогаш исклучиво присутен во литературата. После со Даница Ручигај се сретнавме кај Кармин. Разменавме некои мислења и така се разделивме, она насмевнувајќи се со онаа карактеристична детска насмевка што зрачеше од неја. Таа година на Струшките вечери на поезијата јас нејзина песма прочитав и така тогаш Струшките вечери на поезијата се отворија со нејзина песма. Владееше длабока тишина, така поетите нејзини колеги и оддаваа почит. Испружена меѓу две нерамнини чекам. Каде да одам? Двете се мали. Во едната треба да се издолжам за да ја почувствувам. Во другата камени жижи наредени ке ме изгорат. Каде да одам? Ке застанам како врвица на која ќе се слепуваат твоите чекори. И ке чекам да се поднаведнеш од умора. Јас немам каде да одам.
Лебедовата песна на заробеничката на ветрот. Радио елегија за првата македонска поетеса Даница Ручигај. Ако влегуваш во овој храм, во кој љубовта е вера, помоли се. Се закопа во длабочината на болката. Ја собра синевината и звездите. Крикот го остави да ги заменува твоите раце. И замина. Замина низ белите простори на мразот. О, плачи, плачи, црна земја моја, над звездите им го одзедоа сјајот. Те закопав во длабочината на болката и ги израмнувам трагите твои. Со трепети неодболувани, оти рацете твои, наместо трепет, зелено биле, биле зелено отпочнува. Нека се помоли секој на својот Бог и нека се покори пред овој живот со почит на љубовта, оти врвиците на умирањето не ги искорнуваат синооките за мечтани денови. Пред да ги заклопиш очите за почин, изнеси ја жената на тажната, за да можеме да им ја отстапиме ноќта на оние кои го донесуваат родот и ртот на семето, оти ние ги преселуваме зелените дршки на цветот во оваа црна, прецрнета земја, на која од секогаш само рани длабоки забиваат. Денеска ќе ги закопуваме сите мртви. Дојдете, о вие, да го оплакуваме животот, оти се што доаѓа. Доаѓањето му е смртта. Ја однесе песната на "Доаѓаш ли?", а сите доаѓања денеска ќе ги зариеме во телото на болот и судбинските непреболи. Заробете ме, о вие недопрени сенки, заробете ме и однесете ме во распаѓањето, во она распаѓање без солзи. Оти времето за овој почин е веќе со нас заедничка гозба. Отворете ги сите врати. Нека влезе судбината. Чукањето е за почитување. Судбината, белите ковчези на смртта. Моето тело, растргани рани. По ветрови што молеа дождови. Зошто од порано не ги молев дождовите. Смртта твоја ќе беше само за нас обајцата. Во 1960 година во македонскиот книжевен круг блесна една звезда, наречена Даница Ручигај. Тоа беше вистински блесок, бидејќи нејзината прва книга Сребрени ноќни игри представуваше навистина настан. Таа одеднаш се појави со нешто што навистина значеше белег, нешто ново во современата македонска поезија.
Вели познатиот македонски поет и литературен критичар Иван Чаповски во своите сеќавања за првата македонска поетеса Даница Ручигај, тој беше авторот на првата рецензија за Сребрени нокни игри, книга која остави неизбришлива трага во современата македонска поезија и литература воопшто. Според него, да се говори за Даница, за убавата наша македонска поетеса по 50 години, навистина представува чин на достоинство, чин на нешто што е неодминливо во нашиот живот. Поезијата на Даница Ручигај донесе нешто ново, и тоа во најтешкиот род, во љубовната поезија. Таа никого не копираше, во никого не се огледала како творец, не само од современата македонска поезија, туку и надвор. Таа донесе еден голем грз љубовна поезија, во која не превладуваше само тагата или меланхолијата, туку превладуваше надежта, во која постојанот како рефрен повторуваше: јас сакам да живеам во името на убавината. Нејзината поезија заслужува голем почит од нашата книжевна критика. Заслужува таа поезија да ја читаме, односно да ја читат оние што не ја познават историјата на македонската поезија, на македонската литература. Тоа е младото поколење. Во нашите погледи изникнаа сите сонца. Во нашите погледи изникнаа сите сонца. Тогаш се сеќаваш кога очите не можеа да се склопат заради нивниот сјај, оти ке не болеа од вжештеноста. Во нашите погледи израснаа сите зеленила. Тогаш на оној рид ги однесовме сите сонца. Во нашите погледи се родија сите наши деца. Тогаш се сеќаваш и умреа. Кога сонцата се изморија во нашиве очи, ги склопивме. Тогаш нашите очи се пеплосаа. И тогаш, пред земјотресот, градот живееше по познатите кафеани Пирин планина, Шар, Меркес. Се собираа познати имиња, писатели, уметници, артисти, критичари. Еден од нив беше и Михо Атанасовски, новинар, писател и драматург, сведок на тоа време. Даница ја познаваше уште од најраното детство. Тој се потсетува на нивната последна средба пред таа да замине во вечноста и во незаборавот, каде што и тој пред неколку години се пресели. Јас имав обичај од време на време, кога сакам нешто да работам, да излезам вака во стариот дел на градот, навратува во Пирин планина, во кафаната Љуботен. И таа вечер навратив во кафаната Меркес. Јас седнав во ќошето таму и нешто почнав да пишувам. По известно време, негдека пред полноќ, во кафаната влегова едно поголемо друштво, меѓу нив беше и Данче Ручигај. Додека ги местева масите, Данче Ручигај се качи на подиумот кај што беше оркестарот и пејачката и пред сите ја бакна пејачката и рече: сега ќе пееш за нас. Тогаш дури ме забележа мене и ме викна кај неа. Сакам, кој ќе заврши песнава, да ми ја изрецитираш таа песна што ја кажуваше во Ниш пред младите. И зема столицата, намести тука, седи до мене ќе ми ја кажеш, јас сакам да слушнам таа песна. Не знаев дека тоа ќе ни биде последна средба. Може ќе прочитав и повеќе песни,
И некако реков, добро, ќе прочитам. Седнав покрај неја и ја прочитав песната. И јас сакам и сега да прочитам таа песна. Таа се вика Судбина. Најголемите патувања во ниеден бродски дневник не се внесени. За нив е само морска површина и пена. Секој облак има крвави рани на табаните кога се дени. Мојата пустина нема ни сонце, ни песок, туку само мали оази и голема фатаморгана. Ти уште сонце не си, а јас веќе сончоглед станав. Гордана Михаилова Бошњаковска, познатата македонска поетеса, за Даница вели: таа е едно од знаменијата на македонската култура, поточно на македонската поезија. Се појави во времето кога се појавија и многуте познати и звучни имиња на македонската поезија, но таа беше меѓу првите. Мојата фасцинација од појавата на Даница Ручигај беше очигледна уште во првиот миг. Нешто што најпрво можеше да се види кај неа беше навистина нејзината убавина како жена, а потоа доаѓаше сознанието за нејзините интелектуални вредности и способности и нејзините интересирања за литературата и за еден комуникацијски свет кој што во тоа време на нејзиното живење беше многу ограничен. Према тоа, таа имаше една многу тешка улога во тоа време, во исто време некако одеа паралелно тие две нешта што Даница Ручигај ги носеше. Најпрвин одеше нејзината убавина, која беше фасцинантна, а потоа одеше нејзиниот интелект и нејзината поезија. За жал живееше во време кога сето тоа беше некако многу чудно сватено и во време кога жена да пишува беше како да се взирате во некоја ретка зверка, а поготово ако таа зверка е така убава како што беше Даница Ручигај, тогаш може да представува и опасност за околината. Пред се и над се беше вистинска жена, а после доаѓаше согледувањето од сите тие надградби што таа ги правеше врз себе. Се занимаваше со некакви откривања на некои внатрешни и непредвидливи чувства кои што не се очекуваше на еден таков директен и јасен начин да бидат соопштени како што тоа го правеше во поезијата Даница Ручигај. Мирис на пресна земја посеќавањето од висините па се до моите ноздрави. Дише бледа месечина. Безболни звезди се нишаат над моите плешки. Очите занемени копја. Судбински те заковувам во задавениот воздух и ги барам ноќите како за ветрина во овој метеш од сеќавања. До безсознанија израснува неможноста неизмамена. Ветровите го забавуваат времето. Се оплакува на твоето недоаѓање, еден измамен ветар се лизга по моето лице. Со шепот, јудин бакнеш, никаква утеха не е за никого. Моето равномерно дишење, сенките врело се спуштаат по земјава раскопана. Врело се спуштаат по земјава раскопана.
Ги препрочитувам стиховите на Даница Ручигај и повторно се потврдувам во своето верување дека единствената релевантна биографија на писателот е неговото дело. Па оттука правичната мисла да зборувам за Даница Ручигај по врвиците на сеќавањата ја напуштам и сакам да трнам по патиштата што ќе ми ги подкажува незината поезија. Без друго, дека тие патишта ќе се допрат и до моментите од животот, што ете имав чест да го делам со неа како нејзин пријател. Ова беа зборовите на бардот на македонската литература Коле Чашуле, искажани за Даница пред 20 на години. Ако во биографијата на писателот има одбир кој е клуч, шифра за целокупното негово дело, тогаш тој одбир кај Даница Ручигај е имено љубовта. Практично, двете книги поезија на Даница Ручигај зборуваат како рана, како воскит, како неправда, како злостор, како уживање и како болка. Има еден стих на Даница Ручигај кој искажува таква каква што јас ја запознав во првите години од нашето пријателување. Испружена меѓу две нерамнини чекам каде да одам. Јас немам каде да одам. Тоа ме враќа во сеќавањето кога прв пат ја видов, преубава и збунета. Збунета заради својата убавина и заради орловското време во кое живееше, во која убавината нема друга судбина, освен да биде напаѓана, кинета, навредувана и никогаш недооценета. Имав можност да соработувам со неа, да ја запознам незината благост, незината мудрост и незината рана. Даница Ручигај умееше и во животот, и во разговорите да зборува така како што дотогаш малкумина во нашата поезија зборува. Па кога ќе рече жена сум, што пак ќе ти поверува, што одново ќе се роди да те догори и пак да те остави молбен и повторлив, и пак кога ќе почувствувам дека осаменоста и јаловост неизлечива, зборува чиста вистина. Зашто на вистина осаменоста кај неа беше една категорија за која вреди да се зборува и за која таа безмалку во сите своји песни спишува. Даница Ручигај беше обкружена поради убавината, поради благоста, поради богатството на незиниот карактер, поради тоа што беше и поет, беше обкружена постојано од луѓе. Па од тука изгледа чудно таа толку често да зборува за осаменоста и толку често во незината поезија се повторува зборот смртта. Од тука навираат сеќавањата дека Даница Ручигај за сето време на нашето пријателување постојано другаруваше со една мисла дека смртта е тука, негде околу неа, темне, чека, одбира момент како да се изврши. Има некои предвести во животот на човекот кои се кобнички, тешки да се живеат, но уште потешки да се раскажуваат. Се венчавме на олтарот од измачени соништа. Го запаливме цвеќето на место свеќи. Сивите карпи, камбани, на копнежот чадот се зариваше. Во твоето тело, невидливоста затемнето ме осами. Немирот го собираше пепелот од запалено цвеќе, а ветрот тажеше. Тажалки нежни, тажалки неисплакани. Се венчавме на олтарот од соништата. Цвеќето доверливо гореше, во заљубеноста карпите, камбани, сиви, задзунеа со желби невестински. Безброј очи на мртвите светковини
низ просторот се провираа. Го запаливме цвеќето наместо свеќи. Љубовната мечта надојде, со водите гладни, со тажалки тажни, тажалки недоплакани. Во мрачниот простор на допирите се валкавме со оплодени желби. Просторот, неволник отмен, се смрачи од гостинско самолюбие. Сомнително, воздухот затрепери. Луњи во мракот невиделина. Времето луто се подбива, огромен копнеш се зарива. Во зарипнатиот воздух го издадовме немирот. Излишниот воздух во градите кркори и сврли го ридот од своите очи на ова зајди сонце. Се запаливме во огнот на цвеќето. Прегореа желбите невестински. Светковините тажеа со тажалки недоиспеани. Зачудено кркори воздухот по земјава јаловица. Капат желбите есенски. Земјата ни дозволува на неа да се одржуваме неспокојни. Сонцето наутро ја пресушуваше росата. Солзите се претвораат во зеленило, неспокојноста траги остава во цврстите допири со соништата. Се венчавме на олтарот од измачени соништа. Го запаливме цвеќето наместо свеќи. Мртовецот век да векува. Ова беше првиот дел на радиоелегијата Лебедовата песна на заробеничката на ветрот, посветена на првата македонска поетеса Даница Ручигај. Аудиодизајн Бесим Кека. Автори Искра Чоловиќ и Свето Стаменов.